Добро дојдовте во уште една збирна емисија 1001 оброк и денес правиме кратко потсетување на рецептите од претходните 3 емисии кои содржаа исклучиво постни рецепти. Јас сум Антонио Велковски и мојот став како нутриционист и водител на емисијата е дека периодот на пости не треба да се сведе само на еднолична исхрана и празни калории. Напротив, ова е период кога нашата креативност во кујна треба да го достигне својот врв, за да му го обезбедиме на телото она што му е најпотребно – енергија и виталност. Токму затоа посветивме 3 емисии на постни рецепти за да добиете идеи кои се практични, брзи и пред се здрави. Денешното потсетување го започнуваме со одлична идеја за доручек. Хумусот е популарен намаз последниве години и кај нас, ама ајде да го направиме во две малку поразлични верзии со маслинки и со цвекло. Пред да почнам со представувањето на рецептите, само да ги спомнам нашите пријатели. Прво, Мистер Масл, кој што се грижи за одзатнување одводи, ДАК, средството за ефикасно чистење на WC школката и Пронто со средствата за чистење мебел и подови. Прво и основно, кога се обидувате да постите, задолжително мора да внимавате и на тоа кои хранливи материи ги внесувате во организмот, затоа што постите не се баш краток период па да можеме да поминеме, да речеме, само со паста или со компир. Така што, идејата на денешните намази ќе биде токму тоа, да се збогати трпезата за време на постите. Фактички и јас, а и на моите клиенти секогаш, не само во овој период, им сугерирам да имаат по некој намаз во фрижидер, во тегла, затоа што може да им се најде во периоди кога се во брзање да си состават баш добар оброк. Така што денешните намази што ќе ги видите овде слободно може да се чуваат во фрижидер и по 3-4 дена и да се употребуваат во како различни додатоци. Еве ги прво состојките што ги искористиме денес. Можете да забележите дека имаме еден куп супер храна за овие намази, па имаме наут, туна, печурки, овде кој одбрав буковки, ќе ги сместиме во сендвич, исто и цвекло и додатоците, маслинки, таан, зачини, доматно пире, сенф, лук. Значи, имаме доста богати намази, можеме да почнеме со првиот. Правиме два типа хумус, поточно основата на двата вида хумус ќе биде иста, додатоците ќе бидат малку различни. Хумусот е кралот на постните јадења, затоа што е одлична намирница која што носи и растителни влакна и протеини пред се од наутот. Еве да почнеме. Овде имам 400 грама наут. Значи имам и некои, 25 грама протеини во цела оваа смеса и тука некаде околу 20 грама растителни влакна. Ќе додадам и таан. Сега, многу мина често пати кога зборувам за хумусот, ме прашуваат, мора ли да се додаде таан? Посебно во постни јадења го преферирам. Таанот е одличен извор и на железо и на калциум. Значи, затоа што за време на постите не се консумираат млечни производи, еве како може да додадете калциум. Следна состојка ни е сокот од лимон, задолжително во хумусот. Ќе додадеме 2-3 чешниња лук, тој што не сака многу лук може да додаде и помалку. Јас го сакам хумусот малку по-ароматичен. Ќе додадеме многу малку масло за да даде покремаста структура. Може и сосема малку вода, ако ни притреба после ќе додадеме повеќе. Од зачините додавам сол, црн бибер и можете да додадете во оваа комбинација и кумин за да потсеќа повеќе на вкусовите на Блискиот Исток. Сега тој е малку појак зачин, така што може да се изостави, ама ви препорачувам да го вметнете во оваа комбинација. Го блендираме хумусот. Повремено го собираме од ѕидовите за да може убаво да ни се сомеле и да добие кремаста структура. Не е воопшто лошо ако останат и некои парчиња од наутот.
Основата за хумусот не е готова. Сега половина од смесата ќе ја префрлам овде и ќе ви објаснам после што ќе правиме со другата половина. Хумусот е еден од специјалитетите од Блискиот Исток и колку што знам, едно време имаше вистинска расправа околу Либан и Израел, кој треба да го заштити како свој специјалитет хумусот и кој треба да биде забележан со тоа во Гинисовата книга на рекорди. Израелците прво имаа направено некои 4 тони хумус и влегоа во Гинисовата книга на рекорди. За подоцна на тој рекорд да биде срушен од либанците, кои што направија 10.000 тони и некаде околу 400 грама хумус. Зошто тоа не е случајно? Затоа што таа е површината на Либан. Пораката беше дека хумусот е либански колку што е и територијата на државата. Мислам дека се обидуваа едно време и да го сместат хумусот како заштитен либански специјалитет во Европската унија, но не им успеа, затоа што сепак се смета за специјалитет од Блискиот Исток. Ето тоа е една мала приказна во врска со хумусот. Ние денес ќе направиме две варијанти. На основата сега и додадов насечкани маслинки. Можете и да ги сомелете малку маслинките во блендер и да се добие посоленкаст вкус. Во тој случај само внимавајте, не претерувајте со солта кога ја додавате на почетокот. Значи, првата варијанта ни е хумусот со маслинки. Сега ќе го оставам ова на страна и ќе продолжиме со она што ни остана од основата од денешниот рецепт. Одиме со втората варијанта на хумусот. Ќе додадам во оваа основа и цвекло. Овде користам маринирано цвекло од тегла, вие може да додадете варено цвекло. Само внимавајте, ако користите маринирано цвекло, ќе мора да намалите на лимонската киселина, за да не ви биде прекисел хумусот. И многу добро во оваа комбинација ќе оди и кора од лимон. Добро измиен лимон. Малку ќе го нарендаме, колку да ни даде вкус. Морам да спомнам за цвеклото дека има природни нитрати, кои што ги прошируваат крвните садови. Не знам дали го знаевте тој момент и затоа, например, кога изработувам програми за исхрана за лица кои што имаат хипертензија или покачен крвен притисок, многу често им го препорачувам цвеклото да го сместат во својата исхрана. Значи, имаме кора од лимон колку да даде вкус и продолжуваме сега додека што заправме со блендирањето. И на овој начин добивме хумус со розова боја. Ако некој има проблем околу тоа како да воведе повеќе зеленчук во исхраната, е добар начин. Ставете го во некој намаз и нема да почувствува дека има вишок зеленчук, можеби и некој зеленчук што не го јаде воопшто. Цвеклото инаку содржи и состојка бетаин, кој што доста помага на некој начин за детокс на организмот, односно за исфрлање на токсините, значи не ви се потребни некои скапи шејкови или слично во периодот на пости, а и секогаш цвеклото треба да биде редовно застапено на вашата трпеза. Еве го и вториот намаз и сега одиме кон последната фаза сервирање, но претходно ќе издинстам малку печурки за да можеме да составиме еден хранлив сендвич. Ќе користам печурки буковки. Прво на малку масло ќе ги запржиме, ги разделив на големи парчиња и веднаш ќе им ги додадам и зачините, солта за да може побрзо да се испржат печурките, црн пипер, значи слични се зачините како и во хумусот и овој пат користам лукво прав. Само да спомнам дека ова е еден од рецептите што може да го најдете и во мојата книга со постни рецепти, ајде да јадеме. Сега што се продава и одлично ќе ви дојде за овој период да се збогатите вашата постна трпеза. Одиме на пржење.
да ви представам еден производ на нашите пријатели AC Johnson Pronto Legno Pulito. Одлично за нега на подот, за чистење на подот, го храни подот и ја чисти прашината, всушност е одлично за сите дрвени површини. Испробајте го овој производ и баш може да ми кажете како ви се допаднал нашиот денешен предлог. Печурките мислам дека веќе се готови, издинстани. Испари нивната течност. Така што сега можеме да ги искористиме за составување на сендвичите. Овде пак имам леп, што ќе го подалам вака на пола, за да можеме да направиме убави сендвичи. Едниот сендвич ќе ни биде со хумусот со цвекло. Баш убава боја има, розова од цвеклото. Може да додадете вие и повеќе цвекло за да има по-изразена розова боја. И другата варијанта со маслинките ја мачкам на другото лепче. Јас секогаш викам дека храната, изборот на храната на намирниците што го правиме треба да биде со доста шарени бои, само така знаеме дека имаме вистински здрава храна на располагање. Еве основата на сендвичите. И сега ќе додадам од печурките. Тие на некој начин би биле како додаток што би бил замена за месо во ваков еден посен сендвич. Печурките без разлика што мислиме дека имаат многу протеини, тие се доста нискокалорични и не можат да бидат соодветна замена, но овде еве како вкус, да речеме. Инаку и самите содржат доста селен, посебно буковките, така што вреди да ги имате често на вашето мени. Сега едниот сендвич ќе го надополниме со краставички. А во другиот ќе додадам рукола. Само ќе гледам да не ми излезе надвор од сендвичот, чисто од естетски причини, не друго. Инаку вие може да додадете овде и марула или некое друго зелено растение кое што ќе го збогати нутритивно сендвичот, а и ќе даде убави бои. И со тоа имаме два убави шарени сендвичи. Дури не сакам да ги поколпам за да не се изгубат боите, но еве како би изгледале. Ама не запираме тука, ги имаме тука и крекерите кои што може да се искомбинираат. Ова ќе отрнам на страна. Еве кога сакате некој да се послужи од двата типа на хумус или да го дегустира вашиот нов специјалитет од два посебни садови, ги префрламе двата типа хумус. Можеме да им додадеме малку перца од млад кромит. И повторно да ги сервираме со крекери од цело зрно. Овие како што можам да забележам, плюс имаат и ленено семе. Така што успеавме да направиме уште два намази, што ќе ни бидат добре дојдени за време на пости. Во новата сезона продолжуваме со нашите стари пријатели Орбико и нивната Home Cleaning линија, поточно Mr. Muscle, Duck и Pronto.
Само за подсетување, Мистер Масл производите се специализирање за чистење одвод. Дак производите се најдобрите за казанчиње и веќе школките, а Пронто колекцијата специализирани средства за мебел и подови. Во денешната емисија ви го представуваме Мистер Масл кујнскиот гел за одводи. Брзо и моќно ги отпушува кујнските одводи и ги отстранува блокадите што може да содржат микроби и бактерии. Едноставно, половина од содржината исторете ја во затнатиот одвод. Почекајте 15 до 30 минути и потоа пуштете топла вода. И готово. Проблемот е решен. Мистер Масл, гел за кујнски одводи. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Од доручекот преминуваме на паста салата, која може да се вклопи и како ручек, но и како вечера за време на постите. Овде правиме и посеб мајонез. Јас веќе ги имам овде состојките, доста шарени состојки, паста од леќа, некои 100 грама, сенф, буковец, кисели краставички, индиски ореви што се веќе откиснати, ќе објаснам и подоцна зошто. Имаме домат, каде не е кромидот, кромид, морков и малку сок од лимон, значи шарени бои и комбинација на вкусови со вториот рецепт за денес. Прво, пред да почнам да го сечкам зеленчукот, ќе ја ставам пастата од леќа да се вари. Значи користам паста од леќа, која што практично ги има истите карактеристики како и леќата, растителни влакна, растителни протеини и не хем железо. Што правиме? Повторно го активираме блендерот за да направиме мајонез од индиски ореви. Кога постите индиските ореви ви се најдобар пријател. Прво, затоа што се доста добар извор на железо, на здрави масти, пред се на мононезаситени масти какви што има во маслиновото масло, а рековме за велигденските пости не користиме маслиново масло, па еве ни добра замена. Исто така се одличен извор на магнезиум и цинк, плюс вака откиснати, веќе на некој начин се намалува процентот на оксалати кои што ги содржат и можат полесно да се абсорбираат хранливите материи. За да го направам мајонезот ќе додадам и сојно млеко, само да спомнам дека индиските ореви може да се откиснат 30 на минути со жешка вода или едноставно да ги оставите во ладна вода некои 4-5 часа. Сок од лимон, правиме нели мајонез, па затоа не треба малку киселкаст вкус. Имаме овде и сенф. Уште подобро ако можете да најдете да додадете и кала намак, тоа е црна сол која што мирисе на јајце, па да имаме комплетно вкус на мајонез. Јас овде ќе додадам обична сол, црн пипер и тоа ни се состојките за мајонезот, што сега ќе го блендираме додека да добиеме кремаста смеса. И со тоа мајонезот ни е готов. Имаме витамин С од лимонот овде, што значи ќе помогне да се абсорбира полесно железото и од леќата, и од пастата од леќа, а и од индиските ореви. Ништо не е случајно во овие рецепти што денес ви ги представувам, така што ќе имате вистинска нутритивна бомба. Јас секогаш тоа сакам да го кажам. Сега може да го сецкаме зеленчукот. Сецкам прво кисели краставички кои што ќе ни дадат убав киселкаст вкус на паста салатата. Сето тоа го ставаме во голем сад, каде што подоцна ќе ја префрлиме и пастата од леќа. Знам дека многумина се прашува дали има разлика меѓу печени и непечени индиски ореви, пак да се вратам на индиските ореви. Нормално дека има голема разлика. Најчесто тие што се печените не знаеме како се испечени. Значи ако се на превисоки температури, тоа сигурно веќе се уништени голем дел од мононезаситените масти. И на тој начин, да речеме, користа од индиските ореви е намалена, плюс не знаеме ни како се чувани. Обично, ако јатките и семките се
печени, мелени или што и да е, слично треба да се чуваат на ладно, без допир со собна температура и без преголем допир со воздух за да не дојде, односно кислород за да не дојде до оксидација. Сега сецкам и кромит, нема да сечам премногу за да не биде претешка салатата во однос на дигестија. Кој сака може да стави и повеќе кромит, може да ставите и млад кромит. Сега веќе на пазарите има свеж млад кромит, може да се додаде во оваа комбинација. Што ни преостана? Домат. Може да замените со чери домати место со обичен, меѓутоа сега ќе почнат отприлика за 1 месец или 2 баш убави домати да има на пазарите, па можете да ги искористите за една ваква паста салата, која многу потсеќа и на пролет со вкусовите. Готова ни е и пастата. Тоа што треба сега да го направам е само да ја процедам и ќе оставам малку да се излади. Паста од леќа користиме за повеќе протеини, за повеќе растителни влакна, дури ми се чини од обичната паста што е само со дурум пченица, ова има некаде и дупло повеќе протеини. Да, растителните протеини помалку се достапни за организмот или потешко се абсорбираат, меѓутоа кога веќе ги имаме во ваква комбинација, термички обработена леќа или паста од леќа, веќе оди полесно и искористувањето на протеините од леќата. Ќе оставам малку да се излади додека јас да го исечам, односно да го измешам останатиот зеленчук. Морковот ќе го изрендаме, можеме еве овде. Морковите се одличен извор на бета-каротен кој во организмот се претвара во витамин А. А слушайте сега внимателно, витаминот А е витамин кој што е растворлив во масти. Значи, за да може да го искористи организмот, потребни му се масти во оброкот. Ние не користиме маслиново масло или какво и да е друго масло, но затоа користиме индиски ореви, кои што содржат, како што спомнав и претходно, мононезаситени масти, кои ќе помогнат да се абсорбира витаминот А. Што би се рекло, овде имаме една одлична комбинација не само на вкусови, туку и на хранливи материи. Зеленчукот е готов, пастата од леќа веќе е изладена и ќе додадеме оваа смеса. Од тоа што ни преостана е уште мајонезот од индиски ореви. Тој ќе ни ја даде кремастата структура на оваа паста салата. Мајонезот од индиски ореви не само што ќе ја надополни хранливо оваа паста салата, туку ќе ја даде и кремаста структура. И веќе ја добиваме финалната форма. Овде има доволна количина, отприлика за 20-30 сигурно. Го направивме и вториот оброк, кој што може да биде вечера, јас го нареков вечера, вие може да го јадете за ручек или за доручек. За крај на денешната збирна емисија ќе се потсетиме на рецептот за чоколаден чија пудинг со кокосово млеко, одличен десерт со кремаста структура. Потсетување, ако некој од овие рецепти сте ги пропуштиле, емисиите во целост можете да ги побарате на YouTube или во скратена верзија на Facebook и Instagram. Урмите ни се главниот засладувач во овие десерти. Ќе користиме и какао, путер од кикерики, ги имаме и мелени кикерики, ќе употребиме и кокос, овесни снеголки, чија семе, овде имаме кокосово млеко, малку чоколадо, кокосово масло и засладувач. Овде прво за старт, само да ви спомнам дека имам 60 грама урми исчистени од семките и потопени во вода. За брзински да може да омекнат, користете врела вода и тоа ќе ви бидат потребни само 30 минути додека да омекнат урмите, така што ќе го забрзате процесот на подготовка на овој десерт. Прво започнуваме со кокосовото млеко, кој што дека ни биде замена за обичното млеко, нели во време на пости не можеме да користиме обично млеко. Немаат исти карактеристики, меѓутоа има доволно масти кои што ќе ни ги донесе во овој период за добра кожа, да речеме. Мастите нормално се потребни за многу други функции во организмот. Овде ќе изблендирам, значи, кокосово млеко,
урмите бидејќи мене веќе ми се откиснати, сега ќе ги додадам во блендирањето, а вие ако чекате можете да ги оставите на крај. Што додадам друго? Може и малку сируп од урми да додадам во оваа комбинација, затоа што сепак се работи за десерт, ни треба малку да е поблаг вкусот. И малку какао, под малку мислам 2-3 лажици какао, сепак нели ова е чоколаден чија пудинг и затоа ни треба и какаото. Сега пак малку ќе бучиме, ќе блендираме, ама овој пат нешто пократко. Ништо страшно ако останате мали парчиња од урмите. Морам да кажам дека какаото е одлична намирница. Успеав тука се да испрскам. Вака ќе го вратам ова што остана на капакот. Какаото е одлична намирница, една од најбогатите растителни намирници со магнезиум. Значи, ако се чувствувате напнато можеби, тогаш задолжително направете си какао за да ве опушти. Сега во оваа течна смеса ќе додадам кокос. Овде ќе имам некои 30 на грама кокосови снегулки. Ги додавам во смесата, а исто ќе додадам и чија семе. Овде имам 4 лажици чија семе. Може сето тоа убаво да се измеша. Јас тоа го правам директно во блендерот. Вие можете дополнително ова да го изблендирате. Кај мене е доста широк просторот овде во блендерот, па може таа операција овде да се изврши. И ќе префрлам во 2 помали садови и ќе чекаме да се згусне чија пудингот. Чијата е одлично семе кое што содржи комплетни протеини, чисто само за информација, и набаврува, успева да собере дури и 10 до 11 пати повеќе течност од својата тежина. Не знам дали знаете дека чија семето може да се чува и по неколку месеци без да се ужегне, без да се расипа, за разлика од другите семиња, затоа што содржи доста антиоксиданси кои што ја чуваат свежината на семето. Има и доста растителни влакна и може да зборувам уште многу за чија семето, меѓутоа ќе ни помине цело време од емисијата. Само ќе спомнам, оваа лажичка тука ми стои од страната за да го промешувам овој чија пудинг од време на време. Тестираме овде издржливост, односно упорност, затоа што чија пудингот мора да остане некои 2-3 часа во фрижидер, пак ќе кажам со промешување од време на време, и на крај ќе го сервираме со овоше и тоа ќе биде нашиот денешен десерт. Еве го и чија пудингот со кокосово млеко. За разлика од другите чија пудинзи, овој баш добро се зацврстува поради кокосовото млеко и чијата формула нели како гел, и еве структурата што ја добиваме. Сега убаво ќе го израмнам затоа што ми треба за декорација. И ќе додадам свежо овоше, во случајов додавам капини, вие може да си одберете какво сакате. И оваа доза дури може да се подели на 3 и да се украси со различни типови овоше. Баш ќе дадат свеж вкус на кокосот и на какаото. Уште еднаш да ги поздравам нашите пријатели S.C. Johnson со производите Pronto, Mr. Muscle и DAK, како и AIA ISO Consulting. Тука е крајот на денешната емисија 1001 оброк. Уживајте во секој залак од секој рецепт што ќе го погледнете во оваа емисија и се гледаме следната недела.